Зошто си замислена? Другарка ми е роден дан, а јас не знам што да ја подарам. Опа. Тогаш, ајде слушни ја приказнава, па може би ќе добиеш идеја. Си бил еднаш еден татко, кој си имал 3 сина. Еден ден ги викнал тројцата и им рекол: Синови мои, сега сте пораснати и треба да појдете во светот за да научите да живеете. Обидете се да го пронајдете најдрагоцениот плод. Едва чекам да видам кој најмногу ќе ме израдува. Тројцата браќа се подготвиле и заминале на пат. Каде отишле синовите? Секој тргнал на своја страна. По 3 години се вратиле дома. Откако се поздравиле, таткото го прашал најстариот син: Кажи ми, синко, дали го најде најдрагоцениот плод? Синот го отворил подарокот. Што имало внатре? Сладко овошје. Синот му го дал овошјето на таткото и му рекол: Еве го најдрагоцениот и најубавиот плод што успеав да го најдам. Таткото му одговорил: Добро, добро, си ми донел сладко овошје што не расте во нашите градини. Што донел вториот син? И средниот син донел плод од сладко овошје што го немало во нивната земја. Таткото се заблагодарил, а потоа го прашал најмалиот син: Те гледам со празни раце, синко. Ти ништо не донесе? Навистина, татко, јас се вратив со празни раце. Парите ги потрошив на поинакви плодови. Се запишав во едно училиште и учев 3 години. Плодовите што ги собрав таму се наоѓаат во моето срце и во мојата глава. Мислам, татко, дека и вакви плодови се драгоцени. Кога ги чул овие зборови, таткото се израдувал. Ти, синко, си ми го донел најдрагоцениот плод. Ти благодарам што толку многу ме усреки, зашто навистина за човекот најдрагоцен плод е науката. И јас многу сакам да учам. А мама, секогаш кога ќе добијам петка, силно ме гушка. Така треба. Браво! А на другарка ми ќе купам книга. Некоја интересна книга.